За таа цел на денешната пресконференција ќе говори и председателот на Сдруженијето на земјоделството и прехранбената индустрија при Стопанската комора на Северна Македонија, господин Ѓорѓи Петрушев. На почеток, Васко. Благодарам, Даниела. Јас ќе дадам уводен збор за денешната тема. Мислам дека денешната тема е од два аспекти на еден начин погодена на време. Прво, доаѓа летната сезона и оваа тема ладниот ланец за запазување како начин за обезбедување на квалитетни и високо безбедни млечни производи е секогаш актуелен, а воедно на дополнување на денешната тема е и денес е светскиот ден за безбедност на храна, така да мислам дека сме погодиле темата. Јас ќе дадам поведен збор на неколку реченици за состојбата со млекарството во нашата земја, бројки одредени, а потоа во оној специфичниот дел господинот Петрушев ќе се надоврзе. Производството на млеко и млечни производи во Република Северна Македонија има своја традиција, кон што особен придонес дава и разновидноста на географските обележја, што своја страна придонесува за една шареноликост на видовите рецептурите на млечните производи. За подобар квалитет на производите, потребно е да се обезбеди производство на квалитетно млеко. Ова особено има значење ако се има предвид стремежот на државата за побрзо зачленување во Европската унија, каде постојат високи стандарди и регулативи во ланецот на млеко и млекопроизводството. Кај нас во Република Северна Македонија производството се карактеризира со голем број мари фарми, традиционално фармерство, кое го чини 75% од вкупниот број, со нископродуктивни 1 до 3 крави и со ниско годишно производство на млеко од 2 до 3000 литри по крава. Многу е мал бројот на големи специализирани фарми со повеќе од 20 крави. Тие се само околу 5% од вкупниот број, со висока продуктивност и годишно производство на млеко од околу 5000 литри по крава. Само 3% од фармите имаат повеќе од 50 грла и истите треба да бидат носители на производство на квалитетен генетски материјал за преостанатите фарми, односно репродуктивни центри. Ако ги погледнеме бројките, последните бројки што ги имаме од Заводот за статистика, се приметува тенденција опаѓачка во делот на бројната состојба на добиток. Значи, и ке говедата, и ке кравите, и ке стелните јуници, и ке овците имаме тенденција на опаѓање. 10% некаде е во делот на говедарството, додека во делот на овчарството истото е околу 8%. Од друга страна, последната бројка што имаме официјална за откупот на млеко, имаме едно драстично зголемување на откуп, што значи дека еден дел од оние производители кои во минатото биле во така наречената сива зона, сега се веќе легално се предава откупот, така да имаме скоро 50% зголемување на откупот на годишно ниво. Додека интересно е што цената, откупната цена и во 2019 и во претходната 2018 година е иста, што значи дека откупната цена генерално е намалена, наспроти знатно зголеменото количество на откупено млеко. Во делот на увозот и на извозот имаме позитивни трендови, значи во извозот имаме зголемување од околу 20% и во количински и вредносно, додека во делот на увозот имаме зголемување од 25%. Тоа е накратко за општите состојби во делот на млекарството, додека сега ќе идеме со она што е спецификата и темата на денешната пресконференција. Поведете. Благодарам, Васко, во се надам се. Значи, добар ден на сите и од мене. Ова е за мене прв пат вака една хибридна форма на пресконференција, меѓутоа се надам дека ќе биде успешно од моја страна. Надоврзано на воедното излагање на Васко, дозволете ми само на почеток да го искажам задоволството од објавениот повик број 4 на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, поврзан кој што е дел од програмата за поддршка на земјоделство и рурален развој, а се однесува на финансирање на набавката на педигрирани јуници, овци и кози. Ова веќе го имаме како искуство од имплементацијата на програмата во 2019 и 2020 година.
покажа измерени резултати во смисла на подобрување на бројноста, подобрување на квалитетот на производството, затоа што се работи за увез на навистина квалитетни грла кои што го подобруваат и генетскиот потенцијал, со тоа и квалитетот на производот. Веруваме и се надеваме дека врз основа на, како што кажав, искуството во претходната имплементација, ова ќе оди исто така добро и ефикасно и веќе кон крајот на годината ќе можеме и да ги видиме и првите резултати во смисла на зголемување на количините. Ако се вратиме на основната тема, ова што поради кое што го закажавме овој преса е поврзано и со светскиот ден на безбедност и здравје за безбедност на храна. Значењето на ладниот ланец, верувам се сеќавате дека и пред 2-3 години беше тема на едно слично собирање овде во Стопанската комора, меѓутоа би рекол дека оваа тема постојано треба да се актуализира и постојано треба да се потсетуваме на неа. Борбата за квалитетен производ, особено во млечната индустрија, па и во секоја друга прехранбена индустрија која што има свеж производ, почнува уште на самото место на примерното производство. Ако кажеме на млечната индустрија, конкретно почнува уште од самата фарма, па преку превозот и транспортот на суровото млеко до преработувачките капацитети во самиот процес на производство, во ланецот на дистрибуција, во малопродажните објекти, меѓутоа и кај самите потрошувачи. Кога зборуваме за овој аспект, особено се однесува на така наречените киселомлечни производи, тоа се јогурти, кисели млека, павлаки, овошни јогурти и други производи од сличен тип, каде што од исклучително значење низ целиот тој процес на ланецот на снабдување потрошки, речем, од фармата до потрошувачот да биде зачуван тој ладен ланец. Тоа значи производот да биде чуван на температури меѓу 2 и 8 степени Целзиусови и да тоа не се наруши, затоа што секое нарушување најмалку што може да предизвика е скратување на рокот на траење на одреден производ, а во поекстремни случаи може да доведе до нарушување на безбедноста на тој производ. Од тука, повторно ќе речем, не е лошо да се потсетиме и секоја година да се потсетуваме на тоа, особено со настапувањето на летните месеци, иако може би денов не е баш репрезент за летен месец, меѓутоа генерално температурите се покачуваат и станува многу важно да низ сите алки од синџирот на снабдување тоа се прати. Во таа смисла потребна е значи едукација на сите чинители, на сите заинтересирани страни, почнувајќи од фармерите, превозниците, преработувачите, меѓутоа и крајните потрошувачи. Ова секако предизвикува и зголемување на задоволството на потрошувачите, нормално консумирање на безбеден, здрав и квалитетен производ го зголемува задоволството, а веруваме дека тоа индиректно влијае и на зголемувањето на потрошувачката, преферабилно на домашните млечни производи. И во тој ланец на едукација, да кажеме, на афирмирање на значењето на ладниот ланец, има повеќе чинители, не само преработувачите, односно производителите на млечни производи, преработувачите на суровото млеко, туку и организацијата на потрошувачите е тука од многу големо значење, кое што не е само организација која што не опоменува и не контролира нас преработувачите, дали ги почитуваме правата и на потрошувачите, меѓутоа може да послужи во голема мера и тоа го прави да ги едуцира и крајните потрошувачи, затоа што нели ладниот ланец, како што неколку пати спомнав, не завршува во продажниот објект, туку во домовите на консументите. Од тука е важно да бидат и самите потрошувачи запознати за значењето на ладниот ланец, за да може и самите да придонесат во консумацијата на безбеден производ. Во таа смисла, не веќе спомнав колку е битна соработката и морам да истакнам одличната соработка што постои на ова поле меѓу припадниците на групацијата за производство на млеко и преработка, ресорното министерство, Агенцијата за храна и ветеринарство, Стопанската комора, организацијата на потрошувачи, затоа што сето тоа се институции кои што со континуирани напори и со заедничка и поврзана работа придонесуваат секој во својот дел за до потрошувачот да дојде квалитетен и
безбеден производ. Гледате дека многу пати го спомнав квалитетен и безбеден и тоа е една аксиома за нас, значи нешто што мора ние да го одржуваме и да го пазиме ако сакаме да успееме. Уште повеќе ако сакаме да се пробиеме не само домашниот, туку и на извозните пазари каде што да кажеме се веќе воведени во целост ЕУ стандардите и тука нема остави каде што предизвикот е поголем поради географската дистанца до тие пазари. Надоврзано на ова, ако Васко ми дозволува времето и Даниела, да се осврнем и на две прашања кои што не се поврзани директно со ладниот ланец, меѓутоа се поврзани со развојот на млечната индустрија и со квалитетот на производот кој што го консумираме. Во моментов ситуацијата на пазарот на сурово млеко и во млечната индустрија во Македонија се чини дека е стабилизирана во смисла на понудени количини, во смисла на откупени количини, без малку не останува литар кој што е понудена да не е откупен, меѓутоа се соочуваме веќе со импактот на драматичното поскапување на трошоците на сточната храна. Тоа врши сериозен притисок врз трошоците на млекопроизводителите и очекуваме дека доколку таковиот тренд продолжи, ќе имаме сериозен импакт кон крајот на годината во последниот квартал, кој што и онака и во нормални околности и без ковид последиците е предизвикувачки во тој дел, а со овие поскапувања веројатно уште повеќе. За несреќа не завршува само кај примарните производители, веќе и преработувачите се соочуваат со драматичен раст на трошоците, да не зборам дека енергенсите се поскапуваат за 25 до 30% во однос на минатата година, поскапуваат без малку сите репроматеријали кои што се во голема мера увозни, трошоците се качуваат и до 80%. Меѓутоа во такви услови состојбата на пазарот на готовите млечни производи е таква да има изразита конкуренција, имаме ограничена раст на куповната моќ на населението, па и нашата општествена одговорност, би ја додал, не ни дава можност да тие зголемени трошоци ги пресликаме во зголемени цени. Во такви услови кога и примарните производители и преработувачите се под страшен притисок, а не постои можност тие пораснати трошоци да бидат компензирани преку зголемени продажни цени, неминовно е дека се свртуваме кон државата како чинител кој што може да помогне во пребродување на тие состојби преку некој пакет на економски мерки. При тоа би рекол дека не мора да се воведуваат и посебни и нови мерки за поддршка. За почеток би било доволно доколку имаме забрзана исплата на субвенциите кои што се од претходните години, зашто мислам дека и веќе имаше повици, така што се надевам тоа ќе се реализира со забрзано темпо и во делот на млекопроизводството. А исто така и вклучувањето во програмите за бескаматно кредитирање и финансирање преку Развојната банка на Северна Македонија или други државни програми. При тоа, како преработувачи сме свесни дека можностите тука не се неограничени, па затоа би рекле и би апелирале да се направат тие мерки што побрзо, но еве нека бидат фокусирани исклучиво кон примарните производители. Затоа што одржувањето на фармите на примарното производство е клучот на опстанокот на ова индустрија. Без тоа нашата увозна зависност ќе се зголемува, тоа не е добро за националната економија во целина. И надоврзано повторно еве индиректно со ова наша денешна тема за квалитетот на производите, дозволете ми кратко да се навратам и на една друга тема за која што денови интензивно се разговара и со ресорното министерство, и со науката, и со надлежните агенции кои што работат во ресорот на аграрот, а тоа е заживување на системот на плаќање на суровото млеко според квалитет. Регулативата за тоа веќе со години постои, но од X причини моменталната состојба е таква да ние откупувачите сега плаќаме по литар предадена течност без оглед каков е квалитетот. Може би и тоа во моментов и разбирливо затоа што побарувачката е поголема од понудата, па во услови на дефицит на сурово млеко сте доведени во ситуација да не прашувате многу. Меѓутоа, имајќи ги предвид и нашите ЕУ аспирации,
континуитетот на ваквата пракса на долг рок станува неодржив. Во таа смисла веќе се преземени одредени активности, но ја користам приликата да апелирам да сето тоа добие многу позабрзано темпо, да крајот овој период што остана до крајот на 2021 максимално се искористи од сите инволвирани страни да се интензивираат напорите и да заживее тој систем. За тоа треба многу активности, почнувајќи од земањето мостри на сурово млеко од терен, преку зголемувањето на капацитетите на лабораториите за испитување на млекото, преку постоење на национална суперлабораторија која што ќе биде еден вид на гарант дека зголемување на довербата во овој систем, па се до промената на системот на финансиска подршка на субвенционирање на млекото кое би се плаќало преку во смисла на квалитета, не само по литар предадена течност. Што значи ова? Да бидам попластичен, наместо да плаќате само за литар предадена течност, се прави една матрица каде што се плаќа зависно од содржината на масните единици, на протеините, микробиолошката состојба на предаденото млеко, содржината на суви материи и други квалитативни параметри на еден јасен и транспарентен начин, така што секој фармер на основа на добиените податоци од монстрирањето и анализите самиот ќе може и веднаш да пресмета вредноста и цената која што ќе добие и ќе биде мотивиран да работи на подобрување заедно со нас преработувачите на подобрување на квалитетот. Би додал оно што е клучно за овој систем е не само да профункционира, туку да профункционира одеднаш и за сите чинители без исклучок. Затоа што ако почне да важи парцијално за дел од фарми или за дел од преработувачи, повторно се создаваат услови за нелојална конкуренција и повторно се враќаме назад. Тоа ќе кажам во светло на нашите ЕУ аспирации, но и во светло на примената на ЕУ регулативата на домашниот пазар, ќе ја направи целата дејност неодржива со несогледливи последици на долг рок. Се надевам дека не бе преопширен и јасен во излагањето, отворени сме за прашање доколку ги има, предпоставам да нема. Да. Повелете, почитувани медиуми, доколку има прашања, повелете.